Денес решив тема што ќе ја презентирам да ја поделам на два дела. Иако оној втор дел е вака ќе кажам, значи за некој од вас, помалиот дел од вас, ова ќе биде повторување. Пред 2 саботи слушавте, но за поголемиот дел нема. Но вториот дел, значи тоа е предизвик за тие кои што дојдоа сега са Бајлево, како што се ваков број да дојдете и попладне, затоа што вториот дел е скоро нов, значи не е баш онака тоа што сте го слушнале пред 2 саботи, па сега ќе го делиме на 2 дела, не. Туку вториот дел е скоро нов. Така да предизвик за вас да дојдете и попладне, нормално ако се може. Иако темата е навистина суштинска и безвремена, иако за некој реков ќе биде повторување, но повторувањето не е лошо. Безвремена затоа што јас од ова место имам проповедано пред 10 години, па можда и повеќе. 2022 сме, значи од 2011 почнавме со снимање. Затоа што снимката што ја има е со лаптоп, тогаш кога правевме снимки на самиот почеток, значи 2011 ќе му дојде тоа некаде, првиот дел. Така да еве добре е да имаме и убава HD снимка од тоа, но и да послушаме за што станува збор. Темата ми носи наслов "Се или ништо". По самиот наслов заклучуваме колку е суштинска и клучна. Галатјаните 6.3. Овој стих гласи: зашто ако некој мисли дека е нешто, а не е ништо, самиот се измамува. Знаете, најтешката измама е само измамата. Кога сами ти се измамувате. И не е ни тоа проблем за човекот, како што брат Зоран и вчера спомна. Во Еремија 17.9 оној познат стих вели: поизмамливо од се е срцето и е страшно болно, кој може да проникне во него. Човешкото срце навистина е измамливо. Но многу е тешко кога човек сам себе се мами. Таков проблем имаат лаодикејците. Лаодикејската црква, за тоа кој сака да слуша ќе дојде попладнето. Значи, конкретно околу оваа тема ќе се позабавиме со тоа што му фали на лаодикејцот, односно на лаодикејската црква. Тоа ќе биде насловот на темата попладне. А темава денес, значи, се вика "Се или ништо". Марко 10 глава, од 17 до 22, овде го имаме примерот, случајот на средбата со богатото младо момче со Исуса. Тоа го имаме и во Матеј, мислам дека и во Лука го има, не знам, но го избрав овој од Марко 10 глава, од 17 до 22. Пред да почнем да читам, само да кажам дека станува збор за млад човек, многу богат, со голем имот, управител во Израел, народен управител, со високо мислење за својата праведност, за самиот себе, но човек кој што гледајќи го Исуса во некои ситуации, посебно кога Исус ги благословил малите деца, почувствувал нешто. Иако знаете високо, оно кој што имам високо мислење за себе, пред се и фарисеј, нели? Смета дека ако треба некој да биде спасен, тогаш тоа е тој, и дека не му треба ништо, но сепак почувствувал дека нешто му фали кога го видел Исуса. И затоа и доаѓа кај него. И вели 17 стих, и кога излегуваше на пат, некој притрча, клекна пред него и го праша, дури клекнал, видите: добар учителе, што да правам за да наследам вечен живот? Она клучно прашање за секој од нас. Што да направам за да наследам вечен живот? Исус му рече: зошто ме нарекуваш добар? Никој не е добар освен единиот Бог. И сега му вели во 19 стих: па ги знаеш заповедите. Кои заповеди?
Не убивај, не прави прелюба, не кради, не сведочи лажно, не измамувај, почитувај ги татка си и мајка си. Кои се овие заповеди? Заповедите од втората плоча, со која што фарисеите пред си имале проблем. А мислам дека и ние денес го имаме проблем. И тоа, не убивај, 6-та заповед, не прави прелюба, 7-ма заповед, не кради, 8-ма, не сведочи лажно, не измамувај, тоа е едно те исто, 9-та, и почитувај ги татка си и мајка си, 5-та. Фали 10-та. Случајно или не, иако во Матеј таму стихот гласи и люби го ближниот како самиот себе, така стои стихот во Матеј, но овде фали 10-та и во ред. Дали случајно или не, меѓутоа баш 10-та е онаа која што заудира во коренот на проблемот. Не посакувај. За да прекршите било која од заповедите, треба да ја прекршите и таа. И таа е таа која што е, која се случува тука. Вие надвршно може да ги држите сите овие 5 споменати овде од втората плоча, па и првите 4 од првата плоча. Надвршно може. Меѓутоа, тоа што се случува тука, тоа е главното. Побудите се битни. И младото момче му одговара на учителот и вели: учителе, сето тоа го пазев во својата младост. Јас немам проблем со тоа, значи, со заповедите. Како и Павле во една прилика ќе каже, во однос на законот бев безпрекорен. Се држев, од А до Ш, се. И можеби и ние така мислиме за себе. Исус го погледна, го возлюби и му рече: едно ти недостига. И сега му реди: оди, продај се што имаш и дај им на сиромасите и ќе имаш сокровиште на небото. И дојди и земи го крстот и следи ме. А тој се натажи од тој збор и си отиде жалејќи зашто имаше многу имоти. Му се видела цената многу висока. Но вели, едно ти недостига. И сега му реди повеќе работи. Што е тоа што му недостигало на богатиот младиш, тоа е истото што и недостига и на Лаодикеја. И на лаодикеецот. И тоа е навистина суштинското. Ако ја прашам што е љубов, вие можете ми одговорите, па Бог е љубов, нели? Ние како христијани знаеме. Меѓутоа, што кажува светот? Највидум, нели, лесно прашање, но толку многу погрешни одговори може да слушнете околу ова, затоа што ако љубовта дефинирате надвор од Господа, од тоа што Господ мисли, тогаш ќе дојдете кој знае до какви се дефиниции не. Човекот е склон да си создаде дефиниција за љубовта и да го спакува некако и Господа во сето тоа и решен проблем. И да рече: си ја сакам работата, си ја сакам жената, си ја сакам колата, сакам чоколадо, го сакам Исуса, и да ги реди на тие. И сега Исус во таа низа некако не одговара. Или Господ. Како луѓето ја дефинира денеска љубовта? Длабоко чувство, емоција, романса и така натаму и така натаму. Но сведоци сме на тоа дека денешниот свет навистина не знае што е тоа, затоа што му се презентира љубовта на различни начини, поготово нели оние холивудски филмови или телевизиски сапуници. Па знаете, денеска такви срцепарателни песни може да слушнете во светот, што самиот писател или композитор на таа песна бил инспириран од некоја си своја краткотрајна врска со некого. И ќе напише таква песна во стилот, нели, како што брат Винко знаеше да каже: волечуте, убичуте, знаете, такви се песните. Затоа што така се сваќа и љубовта. Бракови се склопуваат еден ден, веќе следниот ден се расклопуваат, под неводници. И така натаму, и така натаму. Светот, значи, нема поим околу тоа. Колку имаме ние поим? Како ние ја сваќаме љубовта? Ако ние си имаме свој концепт за љубовта, како што мнозина знаат да си направат свој концепт за љубовта, тогаш создаваат
свој концепт за тоа што е Бог и каков е Бог. И обично си го креираме Бога онаков како што нам не одговара. Уште од старт ако почнеме, Авел и Каин. Каин го убил Авела. Зошто? Затоа што си имал свој концепт за тоа што е Бог, што е правда и така натаму. Дори дошло до убиството, првото убиство, поради тие различни гледања. Господ во псалмите, во 50-тиот псалм вели: зар мислиш дека јас сум сличен на тебе? Па да можеш ти сега јас додавам, да можеш ти да кажеш што е љубов и да кажеш што сум ја, кој сум јас. Се лажеме ако мислиме дека Господ е сличен на нас, па ние можеме да си создадеме некоја слика за Него. Најчесто ќе биде погрешна, ако тоа не е слика што ќе ја добиеме од самото Слово, значи од самиот Бог, од Неговите зборови. Што всушност правиме кога креираме собствен концепт за Бога и за љубовта, нели? Бог е љубов. Кога зборуваме за љубовта, онаа совршена агапе љубов, на таа се мисли, зборуваме за Бога. Ние всушност сме идолопоклоници. Си создаваме некој Бог кој што воопшто не постои. И тоа е чисто идолопоклонство, затоа што еден е Бог, само еден. Ако читаме во 115-тиот псалм, од 4 до 8 стих, што стои запишено за идолите и за оние кои што ги почитуваат идолите. 115 псалм од 4 до 8. Вели, нивните идоли се сребро и злато, дело на човечките раци. Често пати биле и обично дрво, како што и денеска. Има такви дрвени. Значи, нивните идоли се сребро и злато, дело на човечките раци. Уста имаат, а не говорат. Очи имаат, а не гледаат. Уши имаат, а не слушаат. Ноздри имаат, а не мирисаат. Раци имаат, а не фаќаат. Нози имаат, а не одат. Глас не излегува од нивното грло. И сега вели, такви се и оние што ги направија и сите кои се надеваат на нив. Видите, идолопоклоникот се поистоветува со својот идол. Кој ќе сетам на самиот себе, може да се сетам, полесно ми е да се сетам на самиот себе, меѓутоа, ја толку не, меѓутоа братот Дејан, кој што е во Романија, нели сега, на што личеше кога беше во тие луди години, значи личеше баш на своите идоли. Долги коси, не знам што, и така натаму, и така натаму. Ја не бев до толку, значи не се поистоветував, меѓутоа тоа е тоа. Човекот каков идол си има, на каков идол се угледа, со таквиот се поистоветува. Но видите, во духовниот живот, ако си креирате своја слика за Бога, значи тоа е идол, не постои, и се поистоветувате со тој идол, со што се поистоветувате? Со некој друг Бог, кој што не е љубов. Бог е љубов, еден е Бог и тој е љубов. Се останалото не е љубов, или тоа е можеби љубов како што ние ја замислуваме. И сега, често пати си викаме, зошто нашите меѓучовечки односи можеби не се кој што треба, па некако сме мртви, па не знам, не делуваме, па не знам, ова не правиме, тоа не правиме. Па затоа што очи имаат, не гледаат, уши имаат, не слушаат, ноздри имаат, не мирисаат, раци имаат, не фаќаат, нозе имаат, не одат, и вика глас не излегува од нивната уста. Дали можеби ние сме такви некојаш? Да не навлегуваме сега во некои детали, нели, на наши меѓучовечки односи. Меѓутоа, факт е дека луѓето се поистоветуваат со своите идоли. Тие се, и такви се, и оние вели што ги направија и сите кои што се надеваат на нив. И ако отвориме во прво послание до Коринјаните 8:4, Павле вели, знаеме дека идолот не е ништо во светот. И дека нема друг Бог освен единиот, идолот е ништо. И се поставува прашањето, можеби грубо звучи, меѓутоа ќе дојдеме и до тоа, ако јас си имам свој концепт за Бога, за љубовта, всушност, и ако се поистоветувам со тоа, со таквиот Бог, што сум јас ако тоа е идол, ако тоа не е оној Бог кој што ни е прикажан преку Светото писмо, како тој ни се открива?
Дали јас сум ништо, затоа што идолот во кој што се огледам и верувам е исто ништо. Грубо звучи, ајде да кажеме дека животот ти станува ништавило, ништожен, суетен и така натаму, затоа што не се огледаш во оној Бог во кој што треба, единиот. Затоа што во што гледаме како? Во тоа се преобразуваме, а ние треба да се преобразиме, да го вратиме Божиот лик во себе. Ако гледаме во некој поинаков Бог, нема да го вратиме Божиот лик во себе. И сега ако погледнеме каква е таа Божја љубов агапи, ако отвориме во Матеј 5 глава, значи во она проповед од гората на блаженствата, Исусова проповед, да погледнеме само неколку стиха од 43 до 48, видите во кој контекст се кажени оние зборови: бидете совршени затоа што вашиот небесен татко е совршен, односно како што е совршен вашиот небесен татко. Еве кој е контекстот. Сте чуле дека било речено, значи Матеј 5, 43 до 48. Сте чуле дека било речено: љуби го својот ближен и мрази го својот непријател. А јас ви велам, значи еве, опис на таа совршена љубов. Љубете ги своите непријатели и молете се за оние кои ве гонат, за да бидете синови на вашиот татко кој е во небесата, кој прави неговото сонце да изгрева над злите и над добрите и дава дожд над праведните и на неправедните. Ако Господ така прави, зошто ние да ги делиме на вакви и такви? Зошто ако ги љубите оние кои ве љубат вас, каква награда имате? Заради царениците не го прават тоа истото? Пазите, која категорија биле царениците во тоа време? И ако, вели, ги љубите оние кои што вас ве љубат, тоаш исти сте како царениците, ништо подобри. И ако ги поздравувате само своите браќа, што правите особено? Зар не го прават истото тоа и царениците? И така бидете, вели, совршени како што е совршен вашиот небесен татко. Бог е совршен, Божјата љубов е совршена и еве дел една мала глимс, или како се вика на англиски, една мала гледка, не знам како да кажам, од поглед на таа љубов, на таа совршена љубов, која што е неисцрпна, за да може да се прикаже преку зборови на смртници. Љубовта е совршенство, таа Божја љубов агапе е совршенство. Ако ја имате таа Божја љубов, вие имате се, а ако си создавате свој концепт за љубовта и за Бога, ви сте тогаш ништо или немате ништо, затоа што идол е во прашање, а идолот е ништо и само си го трошите животот на некој начин. Затоа и темата се вика се или ништо. Ако отвориме во Матеј 22 глава, тамо од 34 до 40, најдете она прашање која заповед е најголема и така натаму, и Исус одговара, кажува прва која е втора, значи го сумира целиот закон во две заповеди, кој што всушност може да се каже дека љубов. Законот е љубов, затоа што е препис, ја опишува љубовта затоа што е препис самиот закон на Божиот карактер. И вели на тие две заповеди висат сиот закон и пророците. Во она време да кажете сиот закон и пророците, значи целата тогашна Библија позната, целиот Стар Завет, така се нарекува закон, и пророци, и псалмите плюс, нели, како песни всушност кои што биле. На љубовта, значи, виси се буквално, се зависи. Целата Божја реч, целиот закон, љубовта е се. Или Павле вели во Римјаните 13:10, љубовта е исполнување на законот. Еве сега зборуваме за завети, нели. Не го спомнавме тоа во поуката, меѓутоа јас дигав рака, ама добро, помина тоа, брат Зоран не ме виде, можеби. Заветот што го случил Бог со Аврама, нели, било направено тоа што било направено, поделени сите оние жртви на пола, освен птиците. И кој поменал само меѓу деловите, нели, практиката била и двајцата кои што се во тој договор да поменат. Зошто само Господ поменал? Затоа што во прашање не е договор, туку е тестамент. Ќе наследите земјата.
Точно дека пак е услов послушноста, законот, ние тука тоа не го тргаме, меѓутоа Господ ветил, тоа е ветената земја и Господ ќе ви ја даде. Нема што тука Аврам, што ќе се договара, Аврам тргнал, тоа не е негова земја, не било таа земја на евреите. Ветена земја, дадена, поклон, дар, тоа е спасението, дар. И љубовта е исполнување на законот. Како јас и ти ќе го исполниме законот? Ако ја немаме таа љубов агапе, може да се трудиме колку што сакаме. И тоа е пак една замка на ѓаволот, само да се истоштуваме и да на крајот дигнеме раци да речеме од ова не бива ништо, одам јас во белиот свет. И сега, ако љубовта е исполнување на законот, доаѓаме пак кај богатиот младич, кој што на почетокот го разгледавме, таа негова средба со Исуса, и Исус му вели дека, тој вели дека па сите заповеди јас ги држам од младоста. Значи јас сум педантен, како секој фарисеј, знаете, тамо дури од најситното десеток давале ова, се правеле како што треба. Ако љубовта е исполнување на законот, дали младичот го држал законот и што е тоа што му недостигало? Токму тоа што го исполнува законот, односно токму тоа што е исполнување на законот, тоа му недостигало. Што вели во Копнежот на 519 страна Елен Вајт. Му недостигало само едно. Значи, како што вели Исус, едно ти недостига. Сега едно, ама му брои таму неколку работа, или продај имотот, раздај на сиромашните, па поеди, па земи го крстот, па следиме, ама тоа е едно. Тоа се спаѓа по тоа едно. А што е тоа, вели? Тоа било начело од животна важност. Во душата му била потребна Божја љубов. Оно што ни е потребно на сите нас. Ако што може да го добиеме само како дар од Господа, тоа не го има, никој од нас го нема. Знаеме каква е нашата љубов. Да, условна, себишна и така натаму, тоа што агапе не е. И вели, оваа потреба, ако не се задоволи, ќе биде судбоносна за него. Целата негова природа ќе стане изопачена, иако веќе е изопачена, но ќе се доизопачи. Со попуштањето би се засилила себичноста, за да може да ја прими Божјата љубов, мора да се откаже од големата љубов кон самиот себе. И тука е борбата. Господот не бара од секој од нас сега да продаваме имот или не знам што, дали богати, дали по-небогати или така натаму. Туку бара да се откажеме од самите себе. Тоа бара. Проблемот е со себичноста. Проблемот е со таа наша грешна природа, што ја влече себичноста со себе. Себичноста и гордоста. Тоа се двете главни карактеристики на грешната човечка природа. Ако кога Господ ги создал Адам и Ева на почетокот, вели тамо на секој нерв, на секој мускул, на секоја клетка пишувало Бог е љубов, после падот во грев, отишла љубовта, местото на љубовта ја зазема себичноста, его, јас, за мене, за тебе да нема, на тебе да ти умре козата, или не знам како беше. Или подобри комшијата да го нема. Елен Вајт вели, во Совети за управители на 223 страна, секоја себичност е алчност и според тоа е идолопоклонство. Еве пак доаѓаме кај тоа. Овој младич, иако тврдел дека го држи законот, всушност бил идолопоклоник и не му служил на вистинскиот Бог. И се покажала неговата себичност. Многу важно прашање. Значи, што треба да направам? Значи, дошол искрено да праша, почувствувал некоја потреба, нешто дека му фали. Што треба да направам за да наследам вечен живот? Прашање до секој од нас. Прашање на се или ништо. Суштинско прашање. Изборот е пред секој од нас, како и пред богатиот младич. Дали јас сами од себе ќе се изберам или ќе го изберам Бога? Му било жал, вели во Копнежот потоа на 522 страна, му било жал што постоеле такви услови. Кога би били условите поинакви? Сакал вечен живот, и сите ние сакаме, но не сакал да поднесе жртва. Вели, цената на вечниот живот му се чинила премногу висока
и затоа отишел жалосен, зашто беше многу богат. Ја би рекол, зашто беше многу себичен. Љубовта е основниот и најголемиот духовен дар. Сето друго произлегува од неа. Всушност, ако читате таму во Галатјаните, плод на духот, плодот на духот, љубовта е на прво место, па се е понатаму, после неа. И сега да дзирнеме малку во неколку стиха од почетокот на прво послание до Коринќаните 13 глава, главата која што ја опишува таа агапе љубов. Да видиме само малку, пак ќе кажем, една мала гледка, малку да подзрнеме, да видиме каква е таа совршена љубов, која што има се. Видите Лаодикејецот во каква заблуда е, сега ми доаѓа збор, иако вечер ќе зборуваме по-детално на тоа. Тој смета дека е богат, повторно е истата слика како богатиот младич, и дека не му треба ништо. Значи дека има се. Која е заблуда? Тој мисли дека има се, а всушност нема ништо. Прво послание до Коринќаните 13:1. Ако ги изборувам човечките и ангелските јазици, а љубов немам, тогаш сум бронза што звони или кимвал што звечи. Значи, еве, јас сум јазичар, или, не знам, ми одат јазиците, или, не знам, оние кои што се занесуваат со јазици, дори со непознати, не знам, ангелски какви, како ги викаат, не знам. Демек, требало на некој таков јазик, за да те разбере Господ. Господ не разбира македонски, не? Па Господ ги разметна јазици, кој ги создаде јазиците на Вавилонската кула таму? Но еве, да сум и најречит, најелоквентен, да ги изборувам сите јазици, но ако љубов немам, ако не го знам јазикот на љубовта, тогаш сум веќе вели бронза што звони кимвал што звечи. Кимвал, чинели, знаете. Некој тука рече тогаш пред 10 години, како кога сега некој можеби не знаеше што си тоа чинели, па некој довикна и рече како 2 капака од тенџериња, знаете. И тоа си има свое место во еден оркестар, знаеш. Мислам дека нема е многу тешко на тој кој што ги лупа со тие. Не е тешко сигурно како клавир. Далеко од тоа. Ама и сврлите ги сите други инструменти, цел оркестар, и само чинели. И некој да оди тука и да треска. Баум, 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 баум. Па таков е оној вика кој што ги зборува на човечки јазици, сите јазици ги знае ангелски, англиски, не знам како се, не, ама љубов нема. Бучен, тој звекот е едноставно непријатен за увото, да не бидете во негова близина, буквално. На вториот стих, како идеме вели, и ако имам дар за пророкување, значи од првиот стих гледаме колку е битен дарот на љубовта, значи најбитен. Од тие духовни дарови. Сега вториот стих вели, ако имам дар за пророкување, пазите, еден од најпочитуваните дарови. Дар на пророкување. И да ги знам сите тајни и сите знаења, сите ние сакаме или некоја сме сакале да знаеме нешто што ќе биде утре, нели, пророчки дар, дар на знаење, да ги знаете тајните. Знаете, ова ујдурма што ни ја направија со вирусиве, затоа што зашто така се обидува баш со вирус, со нешто што е ситно, затоа што јас и ти и сите ние тука немаме поим околу тоа. И не знам кој има поим, значи вирусот се уште не е дефиниран. Вела дека е нежива природа, не знам што, ајде сега да не, тоа е само една мала дигресија. Значи, тајните треба да ги знаеш на тоа нешто, за да знаеш од кај да почнеш, кај да завршиш и што е во суштината. И сите знаења на земјата, замислите си, и биолог да сте, и хемичари, не знам што, сите знае, сите титули, таков не постои, ама да ги имате сите знаења, и сета вера, најсилна вера, што може да преместува и планини.
Гледам оние два одрани, 2-3 месеци стојат на автопатот за Штип. Вака да напреш да ги снемаме. Планини да преместуваш. Нели, ова е во преносна смисла, меѓутоа Македонија е, тоа е реалноста наша, ќе стојат веројатно ше 2-3 месеци, најмалку, но планини да преместуваш, и ако љубов вика немам, ништо не сум. Еве го тоа. Че ја не го измислив тоа. Ништо не сум. Многу сериозни мисли. Значи, се можам да имам и знаење, и пророкување, и се, меѓутоа ако љубов немам, ништо не сум. И можеме едно равенство овде да поставиме пророштво, плюс знаење, плюс цврста вера, минус љубов, еднакво на нула. Ништо. Павле вели во прво послание до Коринјаните 8 глава од 1 до 3, но знаењето вообразува, а љубовта надзидува. Ако некој мисли дека знае нешто, тој уште не знае како треба да знае. Сега знам дека ништо не знам како беше. Значи, ако некој мисли дека знае нешто, тој уште не знае како треба да знае, или некој добро спомна, денеска брат Зоран, мислам дека колку повеќе ние знаеме за Бога, колку повеќе го запознаваме Бога, и сме поблиски со тоа до Него, и со знаењето треба толку помали да стануваме ние. Понизни. И колку повеќе ќе сваќаме дека помалку знаеме, во однос на сето знаење, нели? И понизни и ќе си ја гледаме својата реална слика, нема да имаме онаква искривена слика, погледи како овој богат младич или како лаодикеецот. Значи, знаењето вообразува, љубовта надзидува. Ако некој мисли дека знае нешто, тој уште не знае како треба да знае, но ако некој го љуби Бога, него Бог го познава. Верувам дека сите сакаме да Господ не познава, затоа што во Матеј 7:20 ги истерува Исус оние кои што прават беззаконие и на кои што им вели дека не ве познавам. Значи, можете да имате висока интелигенција, знаење на јазици и така натаму, но и Луцифер ја има таа висока интелигенција, и тоа многу, многу висока. Ние не знаеме со кого си имаме работа некојаш. Ем со нашиот измамлив ум, ем со неговата висока интелигенција. Па одите, справете се со него да ја видам, без помош Божја. Интелигенција минус љубов еднакво на Луцифер, можеме и така да кажеме. Иако ова така буквално баш не може да се свати, меѓутоа во контекстот на она што го зборуваме, тоа се извлечени тие равенства, да ги кажам. Сега третиот стих од прво послание до Коринјаните вели: ако го раздадам целиот свој имот, и сега пак доаѓаме кај богатиот младич. Тој сватил дека треба да го раздаде, да го раздели, да го продаде и да ги раздели парите од имотот, значи да го раздаде имотот. И затоа се повлекол. Но вели, ако го раздадам целиот свој имот, за да ги нахранам бедните, и ако го предадам своето тело да биде изгорено, дури маченик да бидам, а љубов немам, ништо не ми ползува. Дури и од тоа немало да биде на полза за богатиот младич, ниту за секој од нас. Какви дела да не правиме? Не знам, колку и да поднесуваме големи жртви во одбрана на црквата, на нашите учења и така натаму, тоа ако го правиме без љубов, ако мотивацијата не е љубов, тоа е чист промашај. Без никаква полза. Ниту за другите, најмалку па на наша полза. Ја спомнавме вистината и таа одбрана на вистината, меѓутоа се сеќавате, не е толку одамна, овде цитиравме цитат од Копнежот на вековите, мислам дека беше, кај што Елен Вајт вели: а ние, ако само интелектуално ја познаваме вистината, ништо не правиме. Затоа што, ако е само интелектуално познавање на вистината, ако немаме љубов кон вистината, повторно љубовта е прашање, тогаш таа нема да биде на благослов наш, туку дури на проклетство и за нас и за околината. Џабе е поседувањето на вистината. Матеј 6 глава 2 и 3 стих: и така, а кога правиш милостина, не труби пред себе, како што прават лицемерите по синагогите и по улиците, за да бидат славени од луѓето. Значи, луѓе прават такви хуманитарни дела,
ги хранат бедните и така натаму, меѓутоа сето тоа го прават за своја слава. Значи, повторно побудата не е љубов, туку повторно е себична побудата. Како што кажав, можеме и да изгориме на клада, но и тоа пак може да биде од не знам каква побуда, да не е од љубов. Замислете. И само од овие 3 стиха можеме да дојдеме до оној заклучок дека љубовта е најголемиот духовен дар и поголем од сите други, и поседувањето на сите други дарови е безвредно ако ја немате љубовта. Значи, таа е таа движечка сила, таа за се преостанато, таа е се. Ако имате неа, имате се. И потоа може да идеме натаму, меѓутоа да не се задржуваме, нели, љубовта долго трпи, значи долго трпелива. Благодарение на таа долго трпеливост на љубовта, па ние сме се уште живи. Господ уште одамна можеше да ја збрише оваа планета. Меѓутоа долго трпи, за да сите дојдат до покаяние. Милостива, значи, љубовта е милостива, полна со добрина. Не завидува. Страшна работа, завидливост и љубомората. Вели во Пословици 27.4, јароста е свирепа и гневот е жесток, но кој ќе ги одолее на љубомората? Љубовта не се фали. А имаме ли со што да се фалиме? Па се што имаме, се сме добили од Господа. Така вели Павле во прво послание до Коринјаните 4, 6 и 7. Зошто вика се фалиш како да не си добил? Кога тоа ти е дадено, каков и да имаш дар, што и да имаш, тоа ти е дадено од Бога. Не се вообразува, не се гордее. Гордост и себичноста корен на сите зла, всушност. Не се однесува непристојно, не го бара своето, еве себичност. Не се раздразнува, не држи сметка за зло, не е злопамтило. Не и се радува на неправдата, а и се радува на вистината. Многу што има тука се каже. Се премолчува, се верува, на се надева, се трпи и љубовта на крајот никогаш не престанува. Значи, љубовта е се, љубовта е вечна, затоа што самиот Бог е вечен. Ако ја имате таа љубов, имате се. Ти го исполнувате законот, имате се, имате осмислен живот, знаете во кого верувате, знаете во кого се надевате, оној кој што е љубов, оној кој што е и трпелив и милостив, кој што веќе чека да се покаете, оној кој што прави се за да дојдете до покаяние и до спасение. И на крајот, која имате љубовта, вие всушност почнувате да го живеете вечниот живот, затоа што таа не престанува никогаш, таа е вечна. Уште сега го живеете вечниот живот. Дури и кога зборуваме во контекст на оправдување со дела или оправдување со вера, знаете, она вечна тема, 2 стиха се битни за мене во мојот живот. Јован 15.5, кој што ќе се задржи малку повеќе вечерва, без мене, вели Исус, не можете да направите ништо. А Павле во Филипјаните 4.13 вели, се можам преку Христа кој ми дава сила. Со Христа можеме се, а без Него ништо. Со Бога можеме се, без Бога ништо. Со љубовта можеме се, без љубовта ништо. Но нема место за очеј, на крајот да не западнеме во некоја летаргија, не знам, депресија, затоа што никој од нас ја нема агапе љубовта. Мислам, не знам, не можам да кажам такво нешто. Сепак, по природа ја немаме, тоа да бидам попрецизен, значи треба да ја бараме, треба да ја добиеме од Господа. И може би некој од нас погрешно разбрал многу работи до сега, па не знам, може би на тој начин му се клања на погрешен Бог, нели, си создал некој свој концепт за љубов, за Бога, и е идолопоклоник, да кажеме, според ова, нели, што го зборуваме, сепак тоа не е крај на се, затоа што, како рековме, ако сме идолопоклоници, ако му се клањаме на некој друг Бог, а тој не постои, и идолот е ништо, и ние сме ништо, Господ е мајстор од ништо да направи нешто, и тоа не нешто, него прекрасен сад.
за света употреба, како што вели таму. Всушност, Господ и се така создал, од ништо, само со Словото. Од ништо, екс нихило, од ништо го создал и светот. Тоа што се трудат да дознаат од каде, како, што, материја, ова, она енергија, од ништо. Тоа е Бог. Така да му се предадеме на Бога, да дозволиме да Тој ја постави вистинската дефиниција не само за љубовта, за било што во Библијата, и тогаш ќе имаме и осмислен живот, ќе знаеме во кого веруваме, на кого му се клањаме, затоа што на крајот на Христа во последното време најбитното прашање на кого ќе му се поклониме. Ако вие останете со оној свој концепт, со себичноста, со сите оние пропратни работи кои што идат, ако не ја примете таа љубов, тогаш од не знам од кои причини, од било кои причини ќе најде ѓаволот причина за да отидете и му се поклоните на зверот и да бидете изгубени за сета вечност, а тоа Господ не го сака. Нека Господ ни помогне да разбереме кој е Тој и каква е љубовта. Амин. Божи Господе, суштинско прашање на кое што треба да донесеме сите одлука е што тоа ние треба да правиме за да наследиме вечен живот. Кога спасението е дар, тоа што ние треба да правиме е да го прифатиме. И нема што многу ние самите да правиме, затоа што ние самите сме ништо, нити па можеме нешто самите без Тебе, Господи, без љубовта, без таа движечка сила, која што ни дава и раце, и очи, и уши, и нозе, за да одиме, да помирисеме, да слушнеме, да видиме и да направиме она што е потребно да се направи за ти да се прослави, затоа што токму преку дела да ги бидеш прославен, преку плодовите, кои што плодови ќе дојдат ако ја имаме таа постојана, тесна конекција, врска со Тебе, со чокотот, со лозата. А на тој начин ќе имаме и таа агапе љубов, која што е совршена и која што има се. И тогаш можеме да кажеме, иако во понизност нема да го кажеме тоа, меѓутоа тогаш е факт дека имаме се и дека ништо не ни фали. А не да се занимаваме со самите себе, да гледаме на себе, на своји некои наши сили и напори и да кажеме како Лаодикеецот, јас сум богат и ништо не ми треба и спасен сум. Ако беше така, ако беше до нашите напори, и ако зависеше од нас спасението, тоа џабе е жртвата Христова. Џабе е целиот тој план на спасение. Но не е така. Жртвата беше дадена, токму да се покаже дека законот е се уште важечки, нормално тој е вечен, како што и самиот Бог, самиот Ти си Господи вечен, но и дека не можеме да го одржиме без Твоја помош. Затоа да Ти пристапиме, но не како богатиот младич, и да кажеме, Господи, ние ништо не држиме од законот. Ама баш ништо. Нам ни е потребна љубовта Божја, за да така се исполни законот во нас. Дотогаш ништо. Тогаш ќе имаме се и тогаш можеме да се надеваме и да веруваме и секако денес се надеваме, нашата надеж треба да биде во Тебе, дека ќе бидеме спасени и дека ќе живееме вечно, затоа што љубовта е вечна, доколку ја поседуваме секако. Те молиме, Господи, да не водиш и во остатокот на овој свет саботен ден и понатаму во нашите животи, а за се Ти благодариме неизмерно дното на нашите срца во Христово име. Амин.